Гостин во студиото од денеска е првиот човек на ЗЕЛС и првиот човек на општина Киселавода, градоначалникот Орце Ѓоргиевски. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на вашата покана. Поздрав до сите ваши гледачи и ја користаме приликата да им ги честитам божитните празници. Секако да си честитаме среќни празници и успешна нова 2025 година. Так. Активно ја започнавте новата година. Заедно, односно за прв пат во општина Киселавода одлучивте да има дочек на нова година. Како помина новогодишната ноќ? Задоволни сте и од посетеност и од тоа што го понудивте како општина и како програма? Да, па со оглед на тоа што 3 години наназад како општина почнавме малку поразличен концепт во делот на организација на културни манифестации, оние кога се во летниот период обично кога се организираат. Концепт кој што трае неколку дена, од кој што генерално граѓаните се задоволни и истите граѓани побара самите да организираме, па спроведовме и анкета со таа цел, на која што над 90% беа силно решени дека треба оваа година прослава да направиме. Јас не паметам, можеби пред 15 или 20 години имало обиди или дочеци, но овој пат сериозна организација, добра организација направивме. И успешна? Да, и успешно. Имаше доста посетители, од најмали со своите родители, дечиња беа присутни. Целодневна активност, односно забава имаше за сите категории, што е многу значајно. Целата таа прослава беше со македонски изведувачи, така да се на се сметам дека понудивме добар концепт, добра забава за нашите сограѓани. Не секој се одлучува нели да слави во ресторан или во некоја друга атмосфера. Така делуваме изминативе години, да и оние кои што не можат да прослават во ресторани или во кафулиња, да имаме простор, односно можност отворена за нив, за да може да бидат заедно сите собрани на купа. И од друга страна, мислам дека па и ова се едни од ретките настани на кои што можеме да го обединиме нашиот народ, без политика, без оние секојдневни теми или настани и активности што ги имаме, се на се сметам дека успешен реализиран дочек на новата година, ова година, нека биде ете убав повод овој настан, ова манифестација да прерасне во традиција во наредните години, нели? Па се нели? надевам дека ќе прерасне во традиција. Така. Споменав дека активно ја започнавте новата година заедно со премиерот Мицковски, бевте помагатели на манифестацијата Бадникови поворки, која што исто така има голем одзив кај граѓаните. Да, па јас да им честитам пред се на оние луѓе кои што јас немав представа, знам за настанот до оваа година, немав представа колку сериозни ангажмани имаат самите и колку навистина е тешко да се организира сето тоа што тие го прават. Им честитам сериозно за она што го работат. Добро е што ете се создаде една традиција во нашава држава, неколку години поред се практикува тоа. Добро е што и сите општини помагаат во целиот процес, сите градоначалници практично низ нашата држава. Како што споменавте, оваа година со претставителот на владата, господин Мицковски, бевме директни помагатели на целиот процес. Имаше доста голем одзив, имаше многу дечиња кои што на моје изненадување, па и оние најмалите ги знаеа Бадниковите песни. Имаше една позитивна енергија и повторно настан кој што служи да го обедини нашиот народ. Како општество ние можеме, јас тоа го велам и како политичари, постојано да градиме, да правиме нешто ново, дали се тоа инфраструктурни проекти, нискоградба, дали е граденки нови училишта, но ова се единствените настани и можности во кои што можеме да си го собереме и обединиме народот, така да во една прекрасна атмосфера помина и овој настан пред само неколку дена, мислам дека пред 2 дена беше организиран. Велиме празниците се период на дарување, но и на покажување на хуманост. Да споменеме и за хуманитарните оброци кои заедно со отец Оливер и хуманитарната организација Свети Спас ги подготвивте за божичниот ручек на социјално загрозените, па би сакал овде да надополним и какви други субвенции за граѓаните нуди општина Киселавода. Па ние имаме цел сет на социјални мерки кои што ги спроведуваме практично од моето започнување со функцијата градоначалник на општина Киселавода, цел сет на активности. Целта е во тие активности наши да сите граѓани имаат еднакви можности, еднакви права, она за што треба ние да се бориме како политичари. Нормално тука не изостанува и делот на хуманитарни активности кои што ги имаме во значителен број, не само за празниците, затоа што не е доволно на некого да му
подаете рака за празници. Тоа е добро и благородно е да се направи, но треба и во текот на целата година да помагаме. Хуманитарните организации работат во текот на целата година, да. И затоа посебно му честитам на отец Оливер, кој што е еден од моите ментори во делот на овие хумани настани кои што ги спроведувам изминативе не само 3 години откако сум градоначалник, туку и години наназад, пред да бидам на некоја повисока позиција во политиката. Имаме една активност која што овозможува во летниот период надвор од оние субвенции кои што ги даваме и можности за дечињата од социјално ранливи семејства, еднородителски семејства под кои што спаѓаат сите мерки кои што ги превземаме во образованието. Една од подрагите мои мерки е она што го правиме во текот на летните периоди, а тоа е да можат оние дечиња кои што се од социјално ранливи семејства или од еднородителски да ги пратиме на одмор. Таа активност ја поврзавме и со најуспешни спортисти и талентирани ученици од минатата година и оваа година продолжуваме со иста динамика. Минатата година имаше, мислам дека околу 500 дечиња кои што беа испратени од страна на општината на 7-дневен одмор во Охрид, така да и за оваа година ќе го практикуваме тоа и тоа е убав начин да и оние кои што немаат можности, а секој родител се бори да го даде најдоброто за своето дете, не секој секогаш може да успее во тоа. Тоа е една, мислам дека активност која што ќе го одбележи во делот на социјалата нашиот период од 4 годишен мандат во Киселево. Има ли нешто поубаво од искрена и среќна детска насмевка како благодарност за тоа што го правите за нив? Меѓутоа, за да успешно работите и ги реализирате проектите кои што и претходно сте ги завршиле, но и оние што ги најавувате, потребни се финансиски средства, едноставно за функционирање на општината. Едногласно беше изгласан буџетот за 2025 година на општина Киселавода, рекорден до сега. Би сакала да ве прашам кон што најмногу ќе бидат насочени парите на граѓаните 2025 година? Па генерално, јас го поздравувам тоа што сите советнички групи во Советот на општина Киселавода нема, мнозинството го имаме ние, мојата политичка партија и коалицијата, но не изостана и моментот да и останатите советнички групи, како советниците од Социјалдемократскиот сојуз, од политичката партија Левици и од помалите политички партии, кои што се партиципиенти во Советот, да дадат поддршката едногласно, како што споменавте, да го изгласаме буџетот. Тоа, мислам, ретко се случува во нашата држава и самите советници знаат дека сите инвестиции кои што ги планираме, целиот тој буџет кој што беше составен пред се изворно потекнува од граѓаните, затоа што и ние спроведовме и активности за да дојдеме до тие идеи и предлози надвори од мојата програма, која што сум ја зацртал пред изборите, односно пред нешто повеќе од 3 години за реализација, така што истиот буџет содржи низа на капитални проекти кои што ќе се реализираат во текот на наредната година, односно на тековнава година. Нова година не изостануваат инвестициите повторно во образованието, доградба на училишта. Ние започнавме со концепт во кој што сакаме сите ученици да учат во една смена. Тоа е од големо значење за родителите, за концентрацијата на децата да бидат најпродуктивни во пораните часови, а и дополнително сериозни заштеди ќе обезбеди за училиштата во Киселавода, кои што патем сакам да споменам дека прв пат после 20 години ја заврши оваа година со некаде околу 15 милиони денари плюс на сметките, а во минатото стануваше збор за училишта кои што сериозни долгови има, особено во периодот кога јас ја превземав општината. Исто така нема да изостанат инвестициите во градинките. И со градинките имаме одлична кога сме кај градинките, токму и тоа требаше да биде моето следно прашање, затоа што всушност и темата на денешното издание на емисијата е детските градинки во Македонија и морам да истакнам дека на ваша територија изминатиот период, се надевам ќе продолжите и оваа година, активно се градат градинки и секако главното прашање е колку е веројатно дека листите на чекање ќе бидат затворени со зголемување на капацитетите за згрижување на дечињата во градинките? Па тоа беше само да го дополнам делот и градинките исто како училиштата, но и општинската сметка за прв пат во историјата од постоењето на нашата општина се со позитивно салдо на своите сметки. Јас општината, ако земеме кога станав градоначалник, ја начекав во состојба со некаде околу 3,5 милиона евра долг. Во моментов имаме плюс
на сметката наша. Сите фирми, сите издатоци што сме ги имале, сите тековни проекти се сервисираат, односно се исплаќаат навремено, така што и во делот на градинките сакам да споменам од една состојба во која што имаше продуцирано сериозни долгови од минатото со добро менаџирање, дојдовме во состојба каде што исто над 15 милиони денари има градинките на својата сметка и инвестиции имаат изминатиот период, особено последнава година, како никогаш досега во минатото. Во Кисела вода на почетокот пред некаде повеќе од 3 години состојбата беше да над 350 дечиња чекаат да бидат примени. Односно беа на листите за чекање. Тука не изостанува и моментот во одредени скопски општини има состојба каде што не се дозволува од други општини да бидат примени дечиња. Кај нас немаме таква состојба и на територија на општина Кисела вода се примени над 500 дечиња кои што не се од нашата општина, дали се од центар, дали се од Аеродром, Зелениково, Студеничани, Сопиште и останатите општини. Така што и во таа состојба ја доведовме листата на 40 во моментов на дечиња, 40 на дечиња кои што чекаат да бидат примени во наредниот период, но паралелно работиме на 3 нови градинки. Едната е во Подстаница, која што ќе има за 100 деца капацитет да прими, во близина на училиштето Невена Георгиева Дуња се веќе во посериозно напредна фаза е доградба на таа градинка, односно нов објект правиме како доградба до постоечката. Таму ќе има капацитет за 150 дечиња и во Расанник градиме нова градинка исто, каде што камен темелник стававме пред некаде околу месец дена со премиерот на владата, господин Мицкоски, исто така за некаде од 120 до 140 дечиња капацитет, што значи дека не само што ќе доведеме состојбата да нема листи на чекање, туку и ќе овозможиме повисок степен, односно подобро образование за дечињата во предшколска возраст, затоа што и негователите кои што јас им честитам за онаа работа и воспитувачите кои што работат. Да има групи со помал број на деца да им се посвети внимание. Една е состојбата да работите со 30 дечиња или со 28, друга ќе биде состојбата која ќе работат со и вниманието кој што ќе го посветат на дечињата, која ќе бидат редуцирани групите, односно ќе бидат од 15 до 20 дечиња. На самиот почеток на нашиот разговор ве најавив како првиот човек на Зелси градоначалник на општина Кисела вода и затоа би сакала и токму со тоа да го заокружиме денешниот разговор. 2025 година туку што започна. Што можеме да очекуваме од Зелс годинава и кон што ќе бидат насочени вашите активности? Па генерално можеме да кажеме како асоциација дека изминатава година беше доста успешна за нас. Значи прв пат после повеќе од 20 години подпишавме меморандум за соработка со владата, каде што прецизно се уредени односите и начинот на делување наше визави владата. Зелс е оној кој што посредува практично помеѓу општините и централната власт и сметам дека успешно го правиме тоа изминатиот период. Доказ за тоа беше динамичната комуникација која што имавме и силна со премиерот изминативе месеци за во Липково да биде отворена градинка и не се сеќавам точно во која друга општина, нешто што представуваше проблем, но благодарение на коректниот однос би рекол како никогаш во минатото од страна на премиерот и насоченоста да биде вистински партнер централната власт према општините, го затворивме тоа поглавје. Сериозен проблем представуваше во минатото за тие две општини кои што се соочуваа со тој проблем. Понатаму имаше доста законски измени кои што ги направивме и уште неколку законски измени кои што ги спремаме за во наредниот период. Едниот се однесува околу моќите и одговорностите на градоначалникот, кој што во комуникација со локална самоуправа, во комуникација со останатите засегнати страни ќе биде изготвено како законско решение кое што ќе се имплементира во перспектива. Јас се надевам во првата половина на оваа нова година. Понатаму имавме доста предизвици во минатото во делот на транспорт и врски и несоодветноста на одредени законски регулативи кои што ги надминавме благодарение на консултациите и честите средби со министерот на тоа министерство и така натаму и така натаму. Се во насока на полесно и поуспешно функционирање на општините. Од една страна сериозниот проблем околу финансиите на општините го надминуваме со успешно спроведениот повик минатата година со унгарскиот кредит и средства
средствата кои што доспеа на сметките на општините и веќе најголем дел од нив се започнати веќе да се реализираат. Е таков успешен пример е мојата општина, но и многу други општини низ државата. Некаде до февруари месец, почетокот или крајот на јануари ќе биде распишан повторно повик. Она што го правиме во моментов, сме во силна комуникација сите градоначалници меѓусебно за да бидеме спремни со проекти, со проектна документација и одобренија за градба за да можеме да аплицираме на новиот повик. Има доста предизвици кои што се однесуваат, повторно ќе споменам, на законските регулативи кои што ќе треба да ги доработиме наредниот период. Би го споменал тука делот на блок дотациите од Министерството за одбрана за противпожарните бригади во градовите, така да имаме доста да сработиме, но имавме сериозен исчекор минатата година. Ако по утрото денот се познава, мислам дека и оваа година ќе имаме сериозен напредок како многу предизвици се пред вас, но од тоа што досега го имате сработено, не се сомневам дека ќе успеете да реализирате и се што најавивте за оваа нова 2025 година. Ми беше задоволство и ќе следиме вашата работа и се гледаме во некои следни изданија на емисијата со нови најави и нови реализирани проекти. Благодарам уште еднаш за поканата, ми беше чест да бидам ваш гост. Благодарам уште еднаш.